Благодарам председателка на Комисијата за финансирање и буџет, почитувани колеги пратеници, колешки пратенички, почитувана министерка за финансии, не е тука, нели требаше да биде, а? Ама ќе кажам два збора за неја, почитуван заменик министер на финансии. Почитувана јавност, за жал не беше гаф ова за министерката, затоа што втора година поред се случува на ребаланс, почитуваната да ја нема. И пред година дена прашав, имаше некој аргумент, затоа што не беше неизин буџет, па правеше брз ребаланс, од која дојда месец дена после на власт и не се чувствуваше лагодно. Но сега на неизин буџет, на неизин ребаланс, да не се појави пред пратениците, најмалце понижување на функцијата пратеник на сите пратеници, затоа што она е најповикана. А почитуваниот колега Мисовски, еден од најискусните во собрание, вели дека не се случило во овие 33 години да министер за финансии не брани ребаланс и буџет. И затоа, веројатно, еве ќе поставам прашање, дали причината за тоа што денеска не сте овде е дека не се согласувате со буџетот и ви е даден на маса, па треба да го браните и затоа не се појавувате, или има друга причина, тоест не ви се допаѓаат бројките. Кога сме за бројките, бидејќи овој ребаланс на буџет е огледало на фискалната неодговорност, треба да ги ставиме на очарите. Ке ставам розеви на очари, затоа што ке мора, нели, така да ги гледаме, да ги читаме. Така, рокстар сум. Ајде, не ме сликавте, добро. Не, ке ги оставам вака. Добро. Па добро, розеви се, затоа. Ке ги оставам после на заменик министерот, еве вака. И не, овие се социјалдемократски, Прада не купувате вие, ние не. Значи, овој ребаланс на буџетот е огледало на фискалната неодговорност, што се подлабоко ја вкоренува својата структура во јавните финанси. Наместо денес формално да верификуваме развој на прилагодување на буџетската структура, ние имаме документ кој во суштина го прикрива она што беше ветено, а не беше испарачено. Со цел очекувањето да не бидат јавно изневерени, имаме ребаланс на буџет кој повеќе е во функција на да скицира розова економска проекција. Во самото образложение на ребалансот стои дека буџетскиот дефицит останува непроменет. 41,3 милиарди денари или 4% поени од бруто домашниот производ. Тоа би звучало како стабилна фискална позиција доколку не постоеше еден мал, но клучен детал содржан во Законот за буџети, а кој предвидува максимален дефицит од 3% од бруто домашниот производ. Отстапувањето е дозволено до најмногу 3,5% и тоа само во вонредни околности како природни катастрофи, војни конфликти или глобални економски шокови. Ние сме на тоа ниво, немаме вонредни околности, освен ако самата влада чувствува дека губи контрола врз процесите кои самата ги започнува. Во суштина овој ребаланс е индиректно признание дека владата веќе не ја контролира фискалната рамнотежа и самиот ребаланс го прифаќа како флексибилен поим што се креира по политичка потреба. Но дори и зад формалните бројки се и крие уште поголема загриженост. Буџетскиот дефицит за само месец и половина, повторувам, за само месец и половина, од крајот на април до средината на јуни, речиси е удвоен. Од 13,4 милиарди денари скокна на 27,5 милиарди денари. Таков експоненцијален раст не се случува во економии со здрава фискална дисциплина. Тоа е резултат на недоволна фискална предвидливост, неефикасно прибирање на приходи или и уште поверојатно непродуктивна експанзија на јавната потрошувачка без контрола.
Фискалниот совет, представникот на фискалниот совет ви кажа дека не може да очекувате раст само со јавната, тоест приватната потрошувачка. И затоа се поставува прашањето. Ако приходите растат со темпо од некаде 40%, а расходите веќе достигна речиси 45%, дали ова влада има план? Или троши се што може, како да нема утре? Дополнително, фискалната стабилност се доведува под уште посериозен ризик ако се земат предвид и двата скриени притисоци врз јавните финанси. Првиот е најавеното ново задолжување од околу 500 милиони евра до крајот на годината, што представува дополнителни 4% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека јавниот долг без дилеме ќе ја пробие психолошката и законската граница од 60% од бруто домашниот производ, со што ќе се наруши и второто фискално правило утврдено во Законот за буџети. А ако памтите, минатата година, кога се усвојуваше буџетот, ние истото го кажувавме. И тогаш некој не убедуваше на оваа говорница дека што лажете, нема да биде над 60%. За да го слушнеме заменик министер за финанси, вика на крај на годината јавниот долг ќе биде 62,4%. Да, така е. И овде се согласуваме. Но нема да биде под 60. Нели беше апокалипса економија со 55%, 54% јавен долг. Како сега 62 е убаво. А бидејќи розевите научари ги имаме овде, нели, за најдобрата економија и најпросперитетната економија во Европа, да ги прашаме што значи 62% јавен долг. Вториот, а уште посериозен проблем е дека во буџетот го немате, а тоа е дека над 700 милиони евра имате доспеани, но неисплатени обврски, идентификувани од фискалниот совет, податоци од Министерство за финанси. Тие не сте ги регистрирале во официјалниот дефицит, но представуваат невидлив фискален товар што виси над економијата. Прашањето што останува без одговор е дали овие обврски се веќе вградени во ребалансот или ќе бидат оставени за некоја идна влада. Некој следен министер и некој иден буџет за да се соочи со нивните последици. И кога веќе зборуваме за трошење, најважниот дел оној што го нарекуваме развојна компонента на буџетот, повторно е поразителен. Капиталните расходи, иако на хартија зголемени за символични 219 милиони денари, се реализираат со темпо што граничи со економска апатија. До 12 јуни се реализирани нешто над 11 милиарди денари, што е одвај 23% реализација. Повторувам, одвај 23% реализација 12 јуни. Нели владата ветуваше рекорден инвестициски циклус, кога токму капиталните инвестиции беа најавувани како мотор на растот. Сега со колегата Стојановски секогаш имаме реплики и памтам многу добро и за буџетот кога зборувавме, не убедуваше дека во март ќе има 800 активни проекти кои што се реализираат. Каде се? Уште, нели, вториот повик за одобрување на проекти за единиците на локална самоуправа не е завршен. Тоа е институционалниот капацитет. А за да се објасни овој низок процент на реализација на капиталните расходи, владата за жал прибегна кон методолошки акробаци, тврдејќи дека ако ја примениме старата методологија, реализацијата би била повисока. Не може правото на анализа да зависи од тоа кој калкулатор ќе го користиме. Кога аргументите се базираат и на алтернативни пресметки, тогаш не можеме да зборуваме за отчетност, туку за реторика, за релативизација на одредени факти. Во структурата на расходите што го предлага ребалансот,
најдраматично се открива и политичката агенда на владата, која се поотворено го користи буџетот како алатка за предизборна мобилизација. Зголемувањето на расходите за пензии за околу 40 милиони евра сигнализира можност за ново предизборно зголемување на пензиите, која не е резултат на одржлива пензијска реформа. Дополнително, зголемувањето на средствата за платите за околу 14 милиони евра во овој контекст представува отварање на простор за нови партиски мотивирани вработување во јавната администрација, пракса која ја подкопува институционалната професионалност и генерира долгорочни трошоци без развоен ефект. И овде, бидејќи се во ова е нели пред избори, убаво ќе беше нели почитуваната комисија, тоест дирекцијата за спречување на корупција, соодветно да подсети и да даде мислење, да дојдат и да кажат што имаат да кажат. Но, за жал ги нема. Уште по-вознемирувачки е скокот на расходите за стоки и услуги, особено кај договорните услуги, каде зголемувањето од 30 милиони евра не е придружено со зголемена отчетност, што отвара легитимни сомнежи за нетранспарентна и потенцијално коруптивна потрошувачка. Сето тоа се надополнува со зголемени трансфери од 3,8% до локалната самоуправа, како и тројно зголемени буџетски резерви од 200 на 595 милиони денари. Без образложение и прецизно таргетирани програми, во изборна година ваквиот тренд повеќе наликува на финансиско вооружување за политичка офензива, отколку на одговорно управување со јавните средства. Почитувани, во контекст на молкот од Министерството за финансии и отсуството на било каква јавна информација за поднесените апликации и исплатите согласно Законот за финансиска поддршка на инвестициите, станува јасно зошто институциите избегнуваат транспарентност. Со овој ребаланс, средствата за финансиска поддршка се кратат за цели 900 милиони денари. Односно, од 2,4 милиарди денари, сега изнесуваат одвај 1,5 милиарди денари. И ова е поддршката која што директно треба да отиде во поддршка на стопанството кој што генерира раст и развој. Овој драстичен пат е директна порака до бизнис секторот дека поддршката е или суспендирана или се претвара во алатка на селективна распределба. Законот кој некогаш беше символ на економска правичност и еднаков третман, сега е оставен без инструмент за реализација. Наместо предвидлива, јавна и системска поддршка за сите компании, добиваме молк, кратење и сомнеж дека повторно владее политичката селективност. А токму тоа е најголемата опасност, дека државата од партнер станува непредвидлив ризик за инвеститорите. Гледате што се случува. Минатата година при ребаланс кажувавме дека средствата намерно се намалени, па за да во ноември ни дојдат и кажат еве ги зголемуваме, за да сега на ребаланс 1 милиарда ги намалуваме, а суштината е да тие кои што треба да го носат растот и развојот останат да молат за тоа што по закон треба да го добијат. Но тоа е новата реалност. Како беше? Нема како до вчера. Слика, како до сега, да. Како знаете, затоа што вашиот партнер ви го кажал, затоа не го заборавате тој израз, нели? Вашиот традиционален партнер. Сликата станува уште појасна кога ќе се погледнат и другите буџетски ставки поврзани со поддршка за економски раст. Финансиските средства наменети за технолошко-индустријските развојни зони се намалени од 533 милиони на 358 милиони денари, што представува пат од 30%. Токму во момент кога владата декларативно зборува за
историски најголемо привлекување на странски инвестиции. Истовремено, поддршката на малите и средни предпријатија кои се двигател на домашната економија, на вработеноста и на иновациите е речиси преполовена од 18,5 милиони на 11 милиони денари. Такво кратење е целосно контрадикторно со секоја стратегија за одржлив и инклузивен раст. Дури и во железничката инфраструктура, која наводно е стратешки приоритет, зголемувањето е символично, од 3,55 на 3,66 милиарди денари. Нели во септември ќе почнеше да се гради коридорот 10, па кај се парите? Нели 2 милиарди евра ќе чини тоа? Па 10% да има од буџетот, тоа се 200 милиони евра. Така да, затоа министерката ја нема денеска. Сите овие показатели говорат за едно, односно дека ребалансот не е насочен кон продуктивен развој, туку кон консолидација на административни трошоци и преживување на сметка на економските приоритети. И затоа, почитувани колеги и колешки, во целиот овој фискален мозаик не може да остане незабележен уште еден симптом на несразмерност меѓу најавите и реалноста. А тоа е дело што се однесува на надворешното финансирање преку меѓународни развојни институции. Имено, во јавноста триумфално беше најавен стратешкиот договор со Обединетото кралство како нов финансиски ориентир за поддршка на крупни инфраструктурни проекти. Ни беше соопштено дека државата се позиционира на меѓународните финансиски пазари како сериозен играч, дека биле повикани дури 22 меѓународни финансиски институции и банки да пројават интереси, дека тоа е триумфална вест за кредибилитетот на нашата економија. Но што гледаме во ребалансот? Токму она што не би требало да се случи по ваков триумф. Намалување на ставката за задолжување од меѓународни развојни агенции. Првично, оваа ставка во буџетот беше планирано на 6,2 милиарди евра, денари. Сега, откако наводно сме обезбедиле историски интерес за партнерства и заеми, истата ставка се сведува на 5 милиарди и 693 милиони денари. Наместо зголемување на пристапот до поволни развојни средства, имаме повлекување на владата до оваа буџетска ставка. И тука не станува збор за аритметика, туку за економска и политичка конзистентност. Бидејќи или немало вистински договор, туку само декларативен меморандум без финансиска тежина, или пак договорот постои, но владата нема подготвени проекти, нема зрели апликации, нема институционален капацитет да го абсорбира потенцијалот што самиот го најавува. Во услови кога Европската Унија понуди историска шанса преку планот за раст на Западен Балкан, кој овозможува пристап до конкретни финансиски средства за побрза економска интеграција и подобрување на стандардите уште пред влезот во Европска Унија, Македонија останува без функционална финансиска структура, што може да го абсорбира овој потенцијал. Отсуствува јасна буџетска рамка и програмски приоритети кои ќе ја насочат јавната потрошувачка кон усогласување со 4 столбови на планот за европска пазарна интеграција, регионална соработка, клучни реформи и апсорбција на поддршката. Во предложениот ребаланс нема ни трага од проактивна фискална стратегија што ќе ја става дигиталната трансформација, зелената транзиција или подобрувањето на јавните услуги во фокусот на јавните инвестиции. Тоа е уште еден доказ дека владата не ја разбира суштината на пристапниот процес, дека тој не се сведува на декларативна поддршка на Европската Унија, туку бара функционален систем што ќе ги трансформира институциите одвнатре. На ова дополнително фактот дека 43 милиони евра што беа наменете за реформска поддршка останаа неискористени. Повторувам, 43 милиони останаа неискористени. А ја знаете изјавата на министерката дека јавниот долг се намалил дури за 39 милиони евра. Па еве ги пари. Уште 43 сте можеле да ги искористите, неповратни средства, дадени, но толку е капацитетот. За да слушнеме дека има уште 52 милиони евра
кои што треба да се стават во функција, но е само административен пропуск дека не се искористени и дека ќе се искористат. Тоа е, драги мои, фискално промашување. Неуспехот на владата да ги исполни критериумите и роковите за реформи, за кои крајниот рок беше 30 јуни, ја чинеше државата директна европска подршка која беше предвремено обезбедена, но не и реализирана. И овие средства не ги блокира ни Бугарија, ни Грција, ни Фатмир. Фатмир го немате у влада. Туку неуспехот на домашните институции, вашите институции, да го сработат собствениот дел од обврските. Наместо планот за раст да стане финансиски мотор на трансформацијата на институциите, на систем и економијата, тој остана пропуштена можност. Ке видиме, нели? Вие сте критичари на ке, станавте партија на ке. Така да ке видиме. Ако ребалансот на буџетот за 2025 година го погледнеме низ приходната страна, ќе видиме дека не представува вистинска прераспределба базирана на економски трендови, туку форма на легализација на неочекувани и проблематични извори на средства. Најголемиот прираст на приходите доаѓа од неданочните извори кои изнесуваат 1% од вкупниот буџет. И тоа претежно по основ на законска измена направена во јануари, со која се овозможи вишокот средства на Народната банка, кои претходно беа резервирани за зајакнување на финансиската стабилност, директно да се прелеваат во буџетот. Или за јавноста, драги мои, тоа се унгарските пари кои што лежат во Народна банка. А кои што нели помпезно се зборуваат дека отишле кај општините и кај компаниите. Не, тие се таму лежат кај Народна банка и вие си обезбедувате приходи за да прикажете затоа што немате приходи. Тоа е реалноста. Нема приходи. И бидејќи нема приходи, морате од некаде вештачки да се осигурат. И затоа станува збор за сериозен чин на институционална инструментализација на независна институција за потребите на извршната власт. И затоа ви требаше таков избор на гувернер. Уште повеќе, владата врши притисок врз институции со собствени приходи, барајки или тие да добиваат помалку од буџетот или да ги префрлаат своите приходи назад во централната каса. Тоа е класичен пример на фискален централизам, кој не водејќи сметка за оперативна автономија на институциите, ја подкопува нивната способност за самостојно функционирање и сервисирање на јавниот интерес. Во оваа насока, во потрага по извори за краткорочна ликвидност, владата се насочува кон агресивна експлоатација на јавните предпријатија, особено на оние што успешно работат. Планираното прибирање од 70 милиони евра неданочни приходи во рамки на ребалансот е речиси целосно насочено кон абсорбција на добивките на овие предпријатија, без простор за реинвестирање или стратешко проширување на нивните активности. Со тоа наместо да се стимулираат економските кели во јавниот сектор, кои создаваат вредност, владата ги задушува, ги третира како извори на кеш, а не како партнери во развојот. И покрај тоа што даночните приходи остануваат клучниот столб на македонските јавни финансии, со учество 65,6% во вкупната приходна структура, загрижува фактот што кај најдиректниот индикатор за потрошувачката, домашните даноци на стоки и услуги со ребалансот не се предвидува апсолутно никакво зголемување. Приходите по овој основ остануваат проектирани на 123,4 милиарди денари, иако просечната инфлација за првите 5 месеци од годинава изнесува 3,7%. Бидејќи сме кај инфлацијата, а нели слушнавме како сме најдобра и економија во Европа, нели четврта ли беше или каква беше, за тие кои што разбираат, ако имаш раст од 3%, а имаш инфлација од 3,7%, кој е поголемо? Растот, а? Не ке да е инфлацијата.
Што значи дека на секој 100 денари инфлацијата ви јаде сериозен дел од вашите 100 денари. Немате вредност од 100 денари. Независно што имате раст од 3%. Би требало да имате на 100 денари 103 во джепот, но имате 94, 95, затоа што инфлацијата ви ги изела. Тоа е најдобрата економија. И затоа, почитувани, во реални термини, граѓаните добиваат се помалку стоки и услуги за истата количина на пари. Наместо да видиме раст на приходите како рефлексија на раст на потрошувачката и подобрување на животниот стандард, добиваме стагнација која укажува на суштинско ослабување на куповната моќ. Ова е индиректен, но прецизен сигнал дека граѓаните се притиснати од инфлацијата, а економијата не одговара со зголемен промет, туку со стагнација, што ја подкопува и фискалната стабилност и довербата во економската политика на владата. Почитувани, овој ребаланс на буџетот го открива суштинскиот правец по кој тргнала економската политика. А тоа е краткорочна политичка пресметка наместо долгорочна стратегија за развој. Наместо да ги мобилизираме јавните ресурси за продуктивни инвестиции, за стабилизирање на финансиските текови и за зајакнување на довербата во институциите, овој документ ја сведува економската визија на серија популистички гестови и привремени потези. Македонија има капацитет да води дисциплинирана, одговорна и инклузивна фискална политика. Политика што не се плаши од вистината, што гради партнерство со стопанството и што знае дека стабилноста не се купува со предизборни трошоци, туку се заслужува со принципијалност, транспарентност и резултати. Ви благодарам. Ова беше Горда Македонија од ВМРО ДПМН 2.0. Благодарам.